значи може да бидат збришани, што се вика инцидентно во прв момент, но за жал се случаат тие страшни предавства и едноставно генерациите што следат еден ден ќе бидат разочарани кога ќе читат тие мемуари од војната, ќе видат како можело 500 бандити да однесат победа со 20.000 македонска војска и полиција. Толку во тоа време броја македонски. И Вејце и Карпалак исто така беа предавства? Па се тоа беа предавства. Тие луѓе загина, ја веќе во јавноста имав тој настапи, пишував на таа тема, имав и во јавноста изјави. Тоа беа најперфектно местење на македонски бранители, но за жал никој не отвара таа тема. Никој да се види вистината за војната, а јас сум длабоко убеден дека додека не се отвори вистината не може оваа држава да оди Тоа ви пречи во македонската енциклопедија што е напишано? Ние познато е на јавноста, сега поднесовме еден документ кој го насловивме како меморандум за македонската енциклопедија. Тој документ го поднесовме на 8 октомври и во тој документ нас клучната одредница што ни смета е тоа што таму за жал со таа енциклопедија Македонија вовлечена повторно во една опасна игра од две соседни земји преку нивните безбедносни структури, бидејќи таа неслучајно се појави во овој момент, пред да го добиеме извештајот од Европска унија, пред укинување. Очигледно не посмета, го добивме позитивниот извештај и препорака за датум за преговори. Али смислата беше Македонија повторно се представи како некој отворено прашање, кој што не може да ги исполни условите за влез во Европската унија. И тоа е една перфидна игра што за жал сега добро функционира. Во таа прва фаза, да кажеме, тие креатори што го осмислиле тој план добро функционира, бидејќи во прв момент целото незадоволство намерно се насочи према албанското малцинство во државата и тоа сега функционира, се со цел да се сокрие, дури инстинктивно македонците почна да ја бранат таа енциклопедија. Само затоа што се напаѓаат албанците? Да, инстинктивно почна да ја бранат, а сето тоа се прави за да се сокрие фактички дека таа енциклопедија не е антиалбанска, туку е во суштина антимакедонска. Што е антимакедонско таму? Таму за нас е спорно што македонците се представени како дојденци на овие простори, дека се дојдени во 6-тиот век и значи фактички во сопствената држава се гости и сега веќе ако опстане таа одредница, што тоа е наше клучно барање до академиците, ако остане таа одредница, тогаш фактички се потпишува смртна пресуда на македонскиот народ во однос на неговиот идентитет, во однос на неговиот јазик, култура, бидејќи ние сметаме дека корените на оваа нација се многу подлабоки. Блаже Ристевски го прашавте? Ние немаме остварена средба со Блаже Ристевски, но Блаже Ристевски е една исто интересна личност на македонската политичка сцена. Затоа сега чекам сега го одложија заклучоците по однос на енциклопедијата во среда, за наредна седница во среда, па ќе видиме сега што ќе произлезе од тие заклучоци и во зависност од резултатите што ќе ги видиме, ќе ги конципираме нашите наредни активности и не е исклучено да преземеме некои други активности. Ние сега им поднесовме официјално меморандум, бараме да се тргне таа одредница, кој што е катастрофална и кој што не вистината пред се во основа, да се тргне таа одредница и се надеваме дека ќе наидеме на позитивен одговор. Ако не, тогаш себе сакам да им порачам и од вечерва тука од Битола, нека не гајат некој лажно уверување со тоа што законот за лустрација не ги опфати и академиците со тоа дека добиваат некоја сигурност, бидејќи ние како Народно движење за Македонија во никој случај нема да дозволиме универзитетски професори и кодоши да ја едуцираат и понатаму македонската младина и академици и кодоши во Македонската академија кои се на долги релации со некои соседни структури, како што кажав, да не сервираат фалсификувана историја. Односно, вашата теза за мешањето на странските служби преку нив, како што велите? Па тезата е фактички тоа сега фактички да му се зададе смртен удар на македонскиот народ. Ако таа одредница сега што е многу опасна и многу штетна, никој не ја гледа. Целиот фокус е према албанското малцинство во државата. А тие елементи на кои што се бунат сега албанците во Македонија воопшто не се спорни. Тоа се вистините факти и во однос на Али Ахмети, да кажеме, ноторен факт е дека беше командант на ОНА, дека беа терористи, дека убиваа македонски полицајци. Тоа мислам не е ништо спорно, но за жал така суптилно се навлече тој притисок према албанското малцинство за власта поттекна под тој притисок? Па очигледно поклekна. Еве после тоа премиерот Груевски даде една несрекна устрочена изјава во која што и он сам каже дека треба да се разгледат тие спорни одредници кои што ги навредуваат нашите сограѓани албанците, без при тоа да види дека фактички најнавредени се македонците во оваа ситуација. Значи ја даде таа изјава и за жал не учи од грешките од минатото да ја расветла таа албанска стратегија овие простори,
бидејќи и понатаму се продолжува со тоа континуирано попуштање на сите тие дневни барања, наместо еднаш да се пресече, да се тропне на маса и да се каже дека до тука е некоја црвена линија, бидејќи албанците во овие изматени години имаат прекрасна стратегија. Тие да кажеме ќе им задоволите 100 барања, утре ќе ви кажат 101-то ќе ви го наметнат, па 102-то ќе го задоволите, 103-то, па 104-то, и така нема крај во сите тие дневни барања, и како елемент сега го користат дури и најопасното, да кажеме, најопасната манипулација која кажува дека може да не се повтори 2001 година, да има повторна војна. Тоа Али Ахмети јавно го кажа од една телевизија во Тирана, која кажа дека примирието во Македонија е нарушено, што значи македонските граѓани живееле во една илузија дека од 2001 година ние не сме имале мир, него сме имале примирие. А војната терминологија е јасна, ако зборите за примирие, тоа значи привремена состојба, а не и конечен мир. И сега наместо веќе мислам дека дојдено време. Имаше ли албанскиот присуст повеќе околу тоа да попушти македонската страна, да најде компромис за името со Грција, за да добиеме датум за преговори понатаму членство во НАТО, бидејќи тоа име приоритет на албанската политичка сцена. Јас како што кажа се, албанците прекрасно ја терат таа нивна стратегија, бидејќи наидуваат од друга страна на колебливи македонски политичари во овие 18 години, наместо веќе, како што кажав, е време јасно да им се тропне на маса и да им се каже да не се закануваат, дека овој пат ако пак пробат со војна, дека ќе следи решителен одговор од едно македонско патриотско раководство, да не се играат со тие опасни тези, но за жал прво што направија македонските политичари повторно попуштија. И затоа кажав се секнав впечаток во јавноста дека фактички од таа енциклопедија најмногу се оштетени албанците. А инаку во однос на ова што кажат, они веќе подолго време кажуваат дека не приоритет им е НАТО, Европска унија, дека Македонија е фактички второстепена грижа. Европска Македонија. Што ќе се случи тука, за нив они дури тоа не го кријат и сами кажуваат. Вие околу името, да кажеме, решете се, дури сега види се дури на еден навредливи тези од нивна страна со таа одредница која што Блажа Ристевски не случајно ја вметна во македонската енциклопедија, јавно се сеќава пред година дена. Изеде една книга од Институтот за национална историја на Македонија, таму па се каже дека македонците не се дојденци на овие простори, дека се автохтон народ од времето на античка Македонија, и сега дури веќе албанците навредливо го прават. Викаат во енциклопедијата се словени во Институтот за национална историја, во нивната книга сте антички македонци, дај да говорите се што сте. Пред тогава веќе е толку навредливо, нашето државно раководство тоа го премолчува. И еве сега ние, како што кажав, во рамките на нашите можности како Народно движење за Македонија, сакаме одлучно да им порачаме да не се играат со тој огин, бидејќи овој пат може стварно да се изгорат. Ки се уплаши Груевски од тоа? Делам во делот на албанците, Ахмети што ги дава тие воинствени изјави. Груевски видите дека на македонската страна попушта постојано. Груевски не треба да се уплаши, него Груевски треба сериозно да ги свати овие наши пораки, бидејќи се работи за одбраната на државата, за националниот државен интерес на самата држава, бидејќи вие се сеќавате како одминуваат секој период, ние се повеќе губиме од таа држава. Едно време и пак се навртам на Љубе Бошковски, го спомнавте, кажуваше дека нема да се дозволи една педа од македонска територија, но секој ден како да работи, секој ден губиме се по една педа повеќе. Зашто доби толку гласови на изборите Бошковски? Па видете, Љубе како доби една лична трагедија, беше во Хаг. Заради Хаг. Беше во Хаг, таа се човечки лични судбини. Да кажеме, ни крив ни должен, кажено народски, одлежа таму колку околу 4 години. Кој го намести? Па Љубе Бошковски не беше таму однесен како резултат на некои екстремни изјави во однос на одбрана на македонските национални државни интереси. Љубе Бошковски е повеќе жртва на лична омраза на одредени личности, на Карла Дел Понте и Хари Костов во Македонија, бидејќи се сеќава јавноста, ние во тие акции што ги водевме тогаш го приведовме еднаш и Хари Костов на еден 30-минутен разговор. Тоа беше 99-та година во полициската станица во Карпош, и сега имаше лични фрустрации Костов према Љубе Бошковски. А пак таа Карла Дел Понте исто така од некои нејзини така лични релации со Љубе Бошковски, кога одеше во МВР на тие состаноци, да кажеме во тоа време кога беше војната, Љубе малку беше подрзок така према неа во тие моабети. И тука повеќе се работи можеби за некои лични релации и најповеќе можеби меѓународната заедница сакаше на овие простори сите да ги представи како виновни за трагедиите што се случија, па така направи еден реципроцитет. Кога веќе од Хрватска, од Босна, од Србија, од секаде однесува во Хаг, тогаш најверојатно тие центри одлучиле, можеби во Македонија и од Македонија да има. Љубе најмалку таму требаше да оди, па уште повеќе па Трчуловски. Тоа се мислам чисто така да се задоволи некој паритет.